Продолжуваме понатаму со програмата и верувам дека многу пати сте ја слушнале онаа позната парите го вртат светот. Меѓутоа, добро е кога парите го вртат светот, но во позитивни насоки, со позитивни промени и позитивни трансформации. Па токму на едни вакви позитивни промени во финансискиот пазар е следниот наш разговор од компанијата Јуте Кредит Македонија, дел од групацијата Јуте Естонија со седиште во Талин. Ни доаѓа Дане Тодоровски, директор за продажба. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро е, најдов. Вака, сега имате направено ребрендирање на компанијата, па јас би сакала да ни кажете што значи всушност ова ребрендирање за понатамошните планови. Ние го сменивме името од Јуте Кредит, еволуираме кон Јуте и тоа е прилично природна еволуција, бидејќи не сме повеќе ограничени само на кредитирање, туку се шириме во останати канали на работење, ми кои што пред се наменското кредитирање, работа со партнери, купување во продажни места, се надеваме во блиска еднина и платежни средства, а воедно и осигурувањето. И некако сакаме постепено да излеземе од само кредит и да бидеме само Јуте. Така. Сега, кога станува збор за Јуте Кредит, имате една посебна мобилна апликација на која што, нели, може да се завршат сите процедури кои што ни се потребни, дали е во прашање информација, дали е во прашање пред одобрен лимит. Би сакала малку повеќе да ни објасните и ќе се потрудите да ни објасните на наједноставен начин, да дури и ние лаиците, кога станува збор за финанси, да разбереме. Баш така. Целата идеја позади потрошувачкиот лимит е да нашите клиенти, тековни и идни клиенти се надеваме, да го имаат достапни средства на својата апликација. Меѓутоа, што значи предодобрен, значи дека додека не ги користите, немате никакви дополнителни трошоци. Верувам, гледачите знаат што тоа значи на одредени други лимити кои што постојат на пазарот, дека тие сите и кога не се користат имаат трошоци. И дополнително имаат одредена потреба да тие се користат преку одредени дефинирани канали. За разлика од тоа, преку нашата апликација можете во било кое време и по потреба тоа да го направите. Затоа е предодобрен лимит. Што е тоа предодобрен лимит? Предодобрен лимит е рамка на средства кои што ние веќе ви ги одобруваме на вас и можете да ги користите во било кое време за да земете готовина или да ги потрошувате нормално кај некој од нашите скоро веќе 500 партнери во државата. Така да, или тоа. Така. Сега она што исто така го имате пласирано од неодамна е и нов кредитен продукт кој што верувам дека на граѓаните ќе им значи кога станува збор за плаќањата, па ајде и ова подобјаснете ни го. Тргнувајќи од самата идеја на потрошувачкиот лимит и користењето на мобилната апликација Мајуте, ние воведовме одреден влезен продукт кој што е многу атрактивен и да речеме најатрактивниот продукт кој што постои на пазарот, а тоа е всушност 12.000 денари, 12 рати 30.000 денари кои што во принцип толку клиентите симнат нашата апликација и го поминат процесот кој претходно го спомнавте, веќе ќе имаат пристап до значително попристапни средства споредено со сето она кое што инаку би го добиле на пазарот. Така, и како всушност одат условите, каква е ратата кога треба да се плати и така натаму, доколку се разбира го земат овој кредит? Да, рамката во која што овој кредит е поставен е до 30.000 денари, значи прилично мал и е до 12 рати. Така? Тоа предпоставувам дека е ниска рата на плаќање за која што може да се искористат нештата. Сега, она што е честа тема, можеби не толку ваша омилена тема, меѓутоа брзи пари, брзи кредити, поволни услови и така натаму, и често ќе верувам се соочиле и со коментари, и со етикети и така натаму. Како и на кој начините би на овие коментари би реагирале и како би ги воделе насоките на подобро финансиско работење? Убаво што темата полека излегува и се дискутира бидејќи во заеднички интерес на сите. Идејата за брзи пари не значи дека парите може да се добијат на негативен начин. Значи тоа е големата разлика која треба да направиме. Јуте како лидер и најголемо финансиско друштво се труди постепено да ги елиминираме сите оние проблеми кои се појавуваат на пазарот и кои постојат и воедно сме многу среќни и поздравуваме целата регулаторна рамка која што се менува и која што оди во интерес на заштита на потрошувачите од сите оние нормално негативни етикети кои веќе ги споменавте и како
водач на финтек пазарот во Македонија, ние ќе продолжиме тоа да го отворено и јавно поддржуваме. Така, значи ќе биде со овој закон заштитен граѓанинот кој што ќе се одлучи за ваква опција, а од друга страна пак и ќе оди ова во позитивна насока да буквално навлегува малку и во банкарски сектор. И јуте воедно, она што го споменавме можеби досега и го знаат граѓаните, но она што допрва ќе се слушне, има иновативен начин на плаќање кој што е купи сега, плати подоцна, и со овој модел македонскиот пазар може да се смени во однос на тоа да се улесни секојдневието на секој граѓанин. Што значи сега ова? Купи сега, плати подоцна и како и на кој начин ќе им го улесни тоа на граѓаните живењето? Купи сега, плати подоцна е светски воспоставен модел на купување во продажни места, односно во партнери. Во Македонија јуте има повеќе од 500 партнери од различни видови на стоки и услуги преку кои што нашите клиенти можат да купат. Што подразбира купи сега, плати подоцна, значи дека клиентите имаат можност преку нашата мобилна апликација на било кој од овие 500 продажни места да одат и со помош на QR кодот кој што го има на апликацијата да купат одредени производи на рати, меѓутоа ратите се навистина нула, односно колку земаш толку враќаш, ако може да го убаво објаснам. И за разлика од она кое што веќе клиентите го гледаат, тоа е прилично фамозната комуникација на нула камата. Нашиот продукт е навистина нула, односно колку зимаш толку враќаш. И тоа е таа иновација која што ние се обидуваме, нормално ќе продолжиме да ја пробиваме на пазарот, бидејќи сакаме да бидеме први. Така, и господине Тодоровски, за крај, еве, како вие функционирате во овој свет и како менаџирате со финансиите, на кој начин може на граѓаните да им дадете некој совет кога вакви трансакции се прават, за што е најдобро да се искористат и како на најповолен начин да се излезе од целата ситуација? Јас би им дал совет на граѓаните да не заборават дека брзите пари и брзите трансакции не секогаш се еднакви на негативни користички искуства. Треба ние полека да почнеме повеќе да веруваме во технологија и сето тоа што технологијата го возможува, воедно и финтек е главниот двигател на сето тоа, така да би рекол да се одредени проверени фирми од државата кои стварно имаат имплементирани безбедносни системи и процеси и слично, не би било проблем да ни полека се повеќе веруваат. Благодарам за гостувањето. Фала и на вас.